назад во студиото. Почнуваме со првата тема. Во студиото веќе Александра Андреева, сметководител од сметководствената дејност. Ти благодарам што ја прифати мојата покана да разговараме за оваа тема која што е битна за македонската економија. Ти благодарам и тебе, Иле, што секојаш си отворен за соработка со сметковителиве и баш додека доаѓав наваму си помислив ќе дојдам ли еднаш за да споделиме нешто убаво, а не само проблеми. Да, тоа така започна и разговорот пред да бидат вклучени камерите, дали има подобрување на состојбите од претходното твое гостување овде. Одговорот не беше баш позитивен. Па да, за жал нема подобрување, напротив некако како се повеќе и повеќе да влегуваме во некој вртлок на проблеми и се повеќе и повеќе да се соочуваме со нови измислени мерки кои што наместо да ни олеснат работата, нас ни ја отежнуваат. Така, без вас не може да функционира ниту една компанија, ниту вие сте значаен дел, како што реков, од секоја економија. Ајде да почнеме од почеток, како што го договаравме овој разговор во однос на контролата и на квалитетот на услугите кои што вие ги давате. Кои се тука главните проблеми во однос на вашето функционирање? Така, да, тоа е сега моментално најактуелно кое што се случува во нашата професија. Согласно законот, Институтот на сметковители и овластени сметководители има надлежност за вршење контрола на квалитет на работењето на сметководствените друштва, меѓутоа нормално согласно закон. Согласно одредбите и надлежностите кои што тој закон им ги пропишува. Меѓутоа, оно со што ние на терен се соочуваме дека за жал таа контрола на квалитет се сведе на наметнување како да се државен орган, а не професионално тело кое што треба да им служи на сметководителите. Да бидеме на чисто, јас па моите колеги, ниту пак комората на сметковители од каде што доаѓам, има проблем со контрола на квалитет. Не сме против контрола на квалитет, само сме против излегување надвор од законски рамки. Во таа насока е институтот ќе те прекинаме тука за да ве штити да подобрува работата. И неговата улога. Таа треба да е неговата улога, меѓутоа за жал ние во изминативе години ниту еднаш не ја видовме таа заштитничка улога од страна на институтот, баш напротив, од таму ни произлегуваат проблемите. И мене ми е многу жал што ниту еднаш немавме прилика да ги соочиме јавно на аргументите со раководството таму, меѓутоа затоа сме денеска тука да кажеме што е она што не мачи или што е она што ни бараат, а не треба да не го бараат. Конкретно со таа контрола на квалитет, можам слободно да кажам и од лично искуство, затоа што минатата недела има во мојата фирма контрола на квалитет, каде што на контролорот му ги дадов оние документи кои што се согласно закон, меѓутоа одбив да ги дадам оние кои што се излегуваат надвор од законските рамки. Ќе тргнем од тоа дека бараат договори за сметководствени услуги со сите мои клиенти. Тоа е спротивно на закон за облигациони односи и закон за заштита на лични податоци. Институтот не е државен орган, не е управа за приходи, не е управа за финансиско разузнавање и нема право да бара такви договори. Тоа е деловна тајна, каде што јас можам да одговарам ако мој клиент ме тужи дека сум ги оддала тие информации. Што точно сакам да знам, институтот бара да направи проверка во вашето работење, односно договорите што ги имате вие со компаниите. Како се одредува тој квалитет или дали е квалитетно изработена вашата задача? За жал, тој одговор може да ти го дадат само они, затоа што ние немаме информација што они гледаат во тој договор за И како се оценува, тоа беше прашањето, како се оценува тој квалитет? Тоа никој не може да го каже, затоа што иако во методологијата они имаат наведено дека ќе ни дадат урнеци, правилници, нели, како сето тоа треба да ги подготвиме сите тие документи кои што ги барат. До сега во пракса тоа не се случило. Напротив, доаѓаат и барат. А што утврдуваат во договорот, тоа само они знаат. И пак ќе речам, они не се надлежни за да утврдуваат. На крајот од денот, јас можам со сите клиенти да имам различен договор, така, затоа што со секого поединечно сработувам. Да, има нели основни некои одредби кои што треба да ги почитуваме и да ги имаме, меѓутоа специфичните работи, специфичните работи така ги договараме поединечно. И навистина, да, законот одредува дека ние треба да имаме договор, меѓутоа не одредува дека институтот е надлежен да прави увид во тие договори. И пак ќе кажам, за ова се консултирав и со правници кои што се децидни дека е против закон за облигациони односи.
Нема зошто институтот кој што е само едно професионално здружение Добро. да ги гледа одредбите кои што јас ги имам со моите клиенти. На крајот од денот ќе кажам еден банален пример за да сватиме иронијата во сето ова. Можеби надвор од тие сметководствени услуги кои што ги нудам во договорот ќе дефинирам дека на клиентите ќе им готвам ручек по дома. Дали ќе биде тоа и како ќе биде ручекот, дали ќе им се допадне тоа веќе е друга прашање. Намерно потенцирам ваков банален пример затоа што е банално и нивното барање. Има кој треба да го контролира тоа, има кој е надлежен, не дај Боже, во случај на спор, а тоа не е институтот. И со ова сакам да апелирам до сите колеги каде што било или каде што ќе оди оваа контрола да внимаваат, затоа што утре можат со нивните клиенти да имаат проблем, затоа што може клиентот да ги тужи и да добие врз основа на овој закон. Кој е регулатор на вашата професија? Кој ви врши инспекции тогаш вас? Ние имаме многу инспекции, разумувајќи сите надлежни државни органи кои што се Управа за јавни приходи, Управа за финансиско разузнавање, финансова полиција и така надаму. Меѓутоа над самиот институт надзорен и регулаторен орган е Советот за напредување и надзор на сметководствената професија, а над него па е Министерството за финансии. Не за џабе ве прашав, ги кажавте овие институции кога веќе тие ја прочешлуваат, народски кажано, вашата работа, тогаш што друго бара институтот да најде како неправилност или да најде правилни и професионални одредби? Институтот треба да, според надлежностите во закон, треба да ги цени исполнувањата од одредбите на меѓународниот кодекс на етика, потоа може да цени исполнување на барање на зависност, колку вработени, дали исполнуваме критериуми во однос на уверенија, број на исполнетост на КПУ часови, одредени внатрешни политики и процедури кои што треба да ги имаме, и тоа е сосема во ред. Лиценцирани, нелиценцирани. Така, и тоа е сосема во ред. За волја на висината не може човек фирма да има 200 клиенти. Така, значи тука не може да постигне прво. Така, и тие работи се во ред, затоа и напоменав дека ние не сме против контрола на квалитет. Меѓутоа сме против контрола кој што излегува од закон. Се повикуваат на правилники и на методологија, меѓутоа правилник и методологија никогаш не можат да бидат над закон. Го споменав Советот за напредување и надзор, за волја на вистината Советот излезе со укажување уште на 25 ноември минатата година, каде што им кажа дека треба да направат ревидирање и на правилникот и на методологијата, бидејќи излегува од законски рамки. Меѓутоа, се уште нема ништо, напротив, они продолжуваат да си го спроведуваат како таков. Дополнително, од пред неколку дена од минатата недела, против овој правилник за контрола на квалитет е поведена и уставна постапка, каде што едногласно од 7 судии е усвоено барањето за поведување на уставна постапка за утврдување на законитост. Да се оцени уставноста на правилникот. Така е. Она што јас постојано се чудам како може да продолжува е тоа самоволие и тоа на постојано носење на акти кои што паѓаат на Уставен суд. Па ние лани зборувавме од исто во студио за еден правилник кој што веќе падна на Уставен суд, меѓутоа кој што прекјутно се спроведува. И сега имаме други акти кои што се косат со закон и кои што се повторно оспорени, меѓутоа ние продолжуваме во истата мера. Тоа е она кое што ги тишти сите сметководители. Затоа што минатата недела дошле кај мене, другата недела кај друг, третата недела кај трет. Контролата на квалитет треба да служи за подобрување на професијата, за да ни помогне нас. Како што кажав, они требаше да излезат со урнеци, да ни кажат, да не упатат што треба да имаме или што не треба да имаме, а не да дојдат и да настапат како државен орган кој што е дојден нас да не контролира. Дополнително бараат годишни сметки од одредени клиенти. Зошто? Каде го пишува тоа? Има ревизија, па ќе речам има државни органи кои што треба да прават увид во тоа. Немаат право да бараат годишна сметка за клиент кој што јас го водам. Ниту пак од таа годишна сметка збир бројки на едно место можат да утврдат дали јас квалитетно работам или не работам квалитетно, без при тоа да направат увид во друга дополнителна документација. И секако вие како представник на комората на сметководители, како планирате кој е следниот чекор? Дали за ова е известен? Предпоставувам дека е известен институтот, меѓутоа како ќе се најде заеднички јазик? За жал до сега не успеавме да најдеме заеднички јазик, затоа што се завршува на тоа дека они така викаат и тоа е тоа. Советот се обиде преку овие некои укажувања да каже дека нели работите не се како што треба, меѓутоа некако нема
ајде да кажам, нема моќ до крај да ги спроведе своите надлежности во закон. Оно кое што ние го гледаме како излез е повторно Министерството за финансии, затоа што има објавено на ЕНЕР одлука за почнување на нова постапка за носење на нов закон за вршење сметководствени работи. За жал, тој е там, таа одлука стои веќе неколку месеци, меѓутоа се уште нема предлог закон, нема врз основа на што да работиме и не знаеме ни кој ќе биде, ни дали ќе биде, ниту па како ќе. И што би се менувало? Немаме информација, меѓутоа навистина таму го гледаме излезот од сите овие проблеми, затоа што да, контролата на квалитет е само една од проблемите со кои што се соочуваме, меѓутоа она што е многу симптоматично е тоа што во континуитет се носат акти кои што служат за пресметување со неистомисленици. Пред неколку месеци имаше седница на собрание каде што се усвои нова политика за интегритет, која што политика за интегритет се коси со не само со закон за вршење на сметководствени работи, се коси со закон за заштита од дискриминација, се коси и со устав. Со таа политика на интегритет се ограничуваат уставни права на дел од членовите од органите таму. Ете, имате веќе представка да видиме што ќе спомнат и уставните суди. Сакам да прашам околу кодексот за етика и што, како што видите, неиздавање на документација. Како се контролира тој етички кодекс во вашата дејност? Кодексот на етика во смисла на контролата на квалитет треба да се однесува само на квалитет на не нанесување штета на клиентите, нели, на сметководствената професија, а не и на давање увид во договори што ние ги имаме или ги немаме со нашите клиенти. Значи, од старт тука се излегува од законските рамки. Дополнително што тој кодекс на етика за жал се користи како изговор за се живо и диво, за секоја една дисциплинска постапка која што се покренува, се користи изговор тој кодекс на етика. Ние имавме случај каде што интерна вибер, имејл комуникација помеѓу дел од членовите во органите таму, кои што изразуваат незадоволство од работењето на органот, на раководството, се третира како прекрашување на кодекс на етика и на тие колеги им се покренати дисциплински постапки. Значи, кодексот на етика не е за лична пресметка со неистомислениците. Напротив, е за подобрување на професијата. Тие членови на органите таму се таму за да го кажат ако нешто не е во ред, се таму за да дебатираат, да се најде решение, точно така, да кажете, да. Точно така, да се најде решение, а кај нас сите овие механизми се користат само за лични цели, за жал. И тоа е она што во континуитет продолжува постојано. А од другата страна нема да ги слушнете сите овие проблеми, напротив, нели, се е супер, се е убаво, професијата напредува, организираме научни конференции и супер е тоа. Не спориме и такви активности. Меѓутоа, дајте да ја видиме суштината. Го градиме кровот без да ги поставиме темелите. И уназад 10 години колку што се познаваме, ние зборуваме за темеливе и никако да ги поставиме. Да се ископаат дупките за да се направат. Никако да ги поставиме. Овие контроли за квалитет кога имате, нели, инспекција, да кажем, од институтот, се претходно најавени, има некаква програма годишна кога се прави, како се прави, или тоа се изненадни? Годишна програма треба да има, и во закон е уредено дека треба да има, и они самите викаат дека се водат по годишна програма, меѓутоа ние никој не сме виделе јавно објавена годишна програма, иако согласно закон они се должни сите акти на институтот да ги објавуваат во рок од 48 часа на веб страната од нивното носење. Годишна програма не сме виделе, они велат дека се водат по таа годишна програма. Кога доаѓа кај нас контролата, да, е најавена со уредно доставен налог за контрола и сите тие пропратни работи. Тоа не е спорно, терминот е договорен однапред согласно врските, нели? Меѓутоа, годишната програма ја немаме и не знаеме дали сме предвидени за таа контрола или не сме. Сакам да прашам околу собранието, имаше и со институтот собрание, каде едногласно се изгласа извештај за квалитетот и по методологијата на законот. Представници од комората, претпоставувам, имало. Што се случувало на таа седница, ме интересира? Да, јас лично бев на таа седница, каде што точка на дневен ред беше извештајот од Комисијата за контрола на квалитет.
И покрај тоа што сите тие членови таму во собрание има увид во укажувањето од Советот дека методологијата е надвор од закон, а контролата е вршена по таа иста методологија, за жал извештајот се усвои едногласно. Не знам како е возможно нешто што е вршено врз основа на акт надвор од закон, ние да го усвоиме како да е во ред. Дали убаво бил напишан, веројатно, и тоа ценале, неспорно, меѓутоа, надвор од закон е надвор од закон. И јас кога разговарав лично со дел од... реакции нема од фелата? Или? Реакциите ги има, меѓутоа за жал се многу малку веројатно и заради тоа се случува ово што се случува. Ние сме познати како фела што се додека не она нож до коска си ќутиме, затоа што сме преоптоварени од обврски, затоа што некои можеби се плашат ако кажат гласно дека еве ќе бидат предмет на контрола или на дисциплинска постапка или како и да е. Меѓутоа да, не има такви, почнувајќи од комората и некои други поединци кои што се уште гласно говориме и се спротивставуваме на сите овие работи. И јас кога во непосреден разговор со дел од тие членови на собрание разговарав и прашав зошто доставуваат документи кои што се надвор од закон, одговорот беше или немам што да крием или не ми смета. Не се работи ниту едното ниту за другото, се работи за закон и за принцип. Ако законот и принципот вика дека не треба да дадам документи, нема да па и овој кодекс на етика на кој што они толку многу се повикуваат, токму ни наложува дека ние ја штитиме приватноста на нашите клиенти. Так. А сега бараме нешто сосема спротивно. На седницата баравте и завршна сметка без увид во бруто биланси и аналитики. Тоа не помина кај раководството. Така, значи на таа седница беше и годишната сметка за гласање. Дел од членовите на собрание таму, јас бев само гостин посматрач без право на збор, меѓутоа го следев целата процедура, бара увид во бруто биланс и аналитики. Како фела, мислев да кажам. Бара, затоа што, како што кажав пред малку, од куп бројки на хартија ние не можеме да утврдиме правилно работење без пропратна документација. Меѓутоа, председателката одби да ги даде тие информации. Со образложение? Дека собранието, кое што патем е највисок орган, согласно закон, собранието само имало право и да гласа за годишната сметка, да ја усвојува, ама не и да прави увид во документите. Мислам, тоа е надвор од секоја логика. Меѓутоа, тоа не е само оваа година така, тоа е наназад многу години така, се провлекува. Да, а конкретно во таа годишна сметка која што ни е достапна на увид, има многу бројки кои што би ни требало толкување, би ни требало објаснување, а не можеме да го направиме тоа без увид во пропратна документација. Имаме извештај од надзорен одбор од една страна без ниту еден конкретен недостаток за Сдруженијето кое без одлука на собранието депонира 30 милиони. Видите, незаконски ја покачи чланарината. Колку е сега чланарината? Сега чланарината на месечно ниво за овластен сметковител е 500 денари. Тоа се направи на минатогодишното собрание каде што се усвои. Нилани, јас и ти зборувавме дека ќе се усвојува и еве сега се усвои. Зошто велиме противзаконски, бидејќи покачување на чланарина се врши врз основа на реално направени трошоци на институтот. А кај нас покачувањето беше врз основа на планирани трошоци. Значи ова се законски одредби, ова не е нешто нели што го измислам како сакам да биде, туку како е дефинирано во закон. Како треба да биде. Да. И се покачи што се покачи чланарината и ние гледаме годинава дека има многу вишок средства на сметка останато. Не само што има вишок, дополнително имаме и депозит од 30 милиони денари, кој што не знаеме каде е депониран, во кое, дали е инвестициско друштво, дали е банка или слично. Ниту надзорен одбор констатира, ниту пак е дадено на собрание да гласа одлука за такво нешто. А извештајот на надзорен не констатира ништо од ова. Не констатира ниту дека треба одлука да се доведе, ниту дека треба да се направи ревизирање. Се е во ред, значи. Да, се е одлично, се е супер, се е по закон. Кажете ми околу дигитализацијата и вештачката интелигенција, колку тоа ќе ви ја промени вашата професија? Или колку е неопходно да се користи за вас за да бидете во чекор со трендовите? Факт е дека нели ние како и сите останати треба да одиме напред, треба да се дигитализираме, да се модернизираме, да користиме алатки кои што ќе ни олеснуваат работата.
меѓутоа сепак сметам дека не можеме да бидеме заменети, Така. може да ни е олеснат работата, Тоа меѓутоа зборувам, да се применува, да ви ја олесни. Да. И колку сме подготвени како држава за да одиме напред во оваа дејност. Во однос на Ја гледате фелата, како трошок, како инвестиција, целата таа технолошка обнова или како ќе биде? зависно за што конкретно ќе се работи. Одредени нешта, да, ние веќе, оние кои што ни ги развиваат нас софтверите, тековно не апдейтираат со сите модерни технологии, така што не заостануваме нешто многу. Меѓутоа, тука многу е битна усогласеноста со институциите, колку со нив ќе можеме да се усогласиме. Ајде, во тој правец една од модернизациите, да речеме, е фактурата која што се најавува да ќе почне со примена, меѓутоа ова треба да биде многу внимателно затоа што ние сме сите сведоци за системите на УЈП колку често се недостапни или тешко функционални и сето ова мора да се спроведе внимателно за да не ни биде дополнителен терет нам, а ниту пак на клиентите кои што по правило треба да се ги изработуваат сами фактурите преку тој систем на управата за јавни приходи. Так. Значи да, треба да се модернизираме, треба да одиме напред, меѓутоа согласно можностите и фазите во кои што на развој во кои што се наоѓаме. Неопходно е фактурата да профункционира како што треба да функционира, колку тај во кој домен ќе ја убрза и ќе ја подобри работата, меѓутоа и колку треба да се подобри работата на УЈП. Како што рековте, системите, па кога се завршните сметки, тоа да не зборам, меѓутоа и за секојдневните обврски знае системот да падне. Е-фактурата како проект е одлична работа. Меѓутоа, пак ќе речам, јас не сум сигурна во тоа колку сме ние подготвени за сето тоа. Дополнително за тоа што како што не само Не само системите, вие, претпоставам и фелата. И фелата Така. и стопанството. И Затоа што стопанството. изработката на фактури не е сметководствена работа. Да, јас знам дека во пракса многу од сметковителите, поготово за микрофирмички човек, фирма што се изготвуваат фактури, меѓутоа не е и сметководствена работа. И сето ова ќе нанесе проблем кој ќе треба кој ќе треба државата да ги обучи тие управители како се прават фактурите на системот, па дали ќе знаат или нема да знаат да се справат со сето тоа, па дали тоа и како тоа ќе се одрази на нас, затоа што сите што нема да знаат, па дури и тие што рачно си ги пишувале фактурите на оние блокчињата до сега, ќе се соочат со сосема нешто ново, кое што верувам дека за жал ќе заврши на наш грб. И тука повторно јас морам да се навратам на институтот, дека институтот е тој кој што требаше да излезе јавно и да каже колеги, ова не е наша работа, ние ќе направиме се што можеме да ви помогнеме, меѓутоа нема да го наметнуваме како сметководствена обврска. Или барем некакви обуки, презентации, да има да се знае од кај да се почне. За волја на вистината, на скоро што има научна конференција во организација на институтот, имаше презентација на дигитални алатки за изработка на е-фактура. Добро. Меѓутоа, она што мене ми пречи во сето тоа е дека со тоа некако преќутно нормализираме дека изработката на фактури е наша обврска. И доаѓа како плюс обврска. Точно така, затоа што ако вие на научна конференција наменете за сметководители и им презентирате алатка за изработка на фактури, им викате, окей, преќутно, ова е ваше. Нас ни треба гласен застапник, гласен заштитник. Оној кој што гласно ќе говори, ќе им каже на институциите, црвената линија е до овде. Значи, таков заштитник ни треба. Не ни треба некој кој што нас ќе не контролира како да е државен орган, туку некој кој што ќе ни помогне да ние се издигнеме. Затоа што таму ни доаѓаат нас проблемите, ние знаеме со што се сочуваме, ние од вчера Значи, ова заштитник ви е Министерството за финансии. Дали е лошо, дали е добро, таа е вратата која треба да се чукне. Да, на крај таму почнува и завршува се, затоа што за жал во пракса тој што треба да ни е заштитник, не ни е заштитник и ако не ја правите вие фактурата, кој тогаш ќе ја прави? Самото раководство на компаниите треба да си ја прави, да. Знаете како, кај нас во Македонија за жал многу од се она што го имаат компаниите уште тоа на товар сега, не дека на вас не ви е товар, меѓутоа како да кажам. Тоа сакав сега да се надоврзам, некако во Македонија по дефолт се подразбира дека сметководителот е за се. И кога ќе отидат клиентите во многу институции, ќе им речат, оди таму види со сметководителот, без разлика дали е сметководствено или не е.
тргнуваме од пополнување на статистички опрасци, пријава и одјава на вработење. Јас не викам дека нема како дополнителни услуги дека не нудиме такви. Меѓутоа не е сметководствена обврска што по дефолт му припаѓа на сметководителот. А кај нас во Македонија некако во континуитет се наметнуваат такви обврски, затоа што знаат дека со овие микрофирми нема да можат да се разберат, па ајде некако ние сме полесни за да ни се наметнат такви обврски. Сега имаме уште еден многу голем проблем во најава во таа насока, тоа е оној најавен закон за рано предупредување и превентивно преструктурирање на трговски друштва, ова е под Министерство за економија. Добро. Каде што со закон сака да се наметне обврска на сметководителот да изготвува и да доставува извештаи за солвентност, за ликвидност и да проектира идни парични текови за сите клиенти и да доставува извештаи најмалку квартално. Значи вие ќе бидете и консалтинг друштва и сметководители. Ние ќе бидеме и управители, и сметководители, и финансиски менаџери, значи све во едно ќе бидеме ние. И ова е многу сериозен проблем, затоа што па и ние тоа сме е веќе изгласано, ете не е познато. Во процесе. Во процесе, да, сега доставувавме баш вчера, доставивме наши забелешки од страна на комората во однос на овој закон. Значи, едно што не е сметководствена работа, друго што директно зависи од деловни одлуки, од пазарни услови, од инвестиции и така натаму. Тоа е одлука на менаџментот на фирмата. Без разлика дали е човек фирма, тој е менаџерот на фирмата и тој треба да си ги носи овие одлуки и да си ги прави овие проекциите. Да. Не можеме ние да го правиме тоа. Ова е план на Министерство за економија? Да. Лошото е што за ова нема филтер во однос на големина на субјект. Значи сите фирми опатени. Сите се во кошот. А ние ако земеме предвид дека имаме над 90% микро и мали предпријатија, ова е сериозен проблем. Па и ние сметководителите спаѓаме во тие 90%. Да, каде што неколку од 0 до 5 сте вработени по големиот дел, така не може со закон да наметнуваме вакви обврски. Да, разбирам дека треба да се усогласуваме со Европска унија, меѓутоа таму е многу поинаку, се многу поинаку дефинирани овие работи, не може во закон да ставиш обврска на сметководителот нешто што не е негова обврска. И тука ни треба гласен заштитник. Каде би го нашле? Каде би го нашле веќе? Втор пат го барате? Кој ви е планот? Планот ми е вака, затоа што во Македонија се функционира единствено ако ви се даде можност да кажете гласно. Точно така, ако стигне на ваков начин до оние до кои што треба да стигне, искрено јас не се надевам дека институтот после сите изминати години нешто посериозно ќе преземе во овој чекор. Ние како комора доставивме наши забелешки, бевме и минатата недела на состанок во однос на овој предлог закон и во континуитет продолжуваме да бараме и средби со релевантни институции, со релевантни министерства, навистина се она што е во наш домен да го направиме. Се надевам на поголем слух и се надевам да следен пат кога ќе дојдам ќе можеме да зборуваме за нешто убаво дека ни се случува во професијата. Дека има некаква реформа во дека има реформа, дека конечно некој не видел дека сме единствениот линк помеѓу државата и стопанството, а не само некои службеничиња таму што треба да направат и што треба и што не треба. Жал ми е што сме во оваа ситуација, жал ми е што јас со моје сметководствено биро не сакам утре моите деца да го продолжат да го наследат тоа и да продолжат да го работат. И искрено се надевам дека ќе промениме нешто, се надевам дека после ова ќе не слушне и советот и министерствата и владата и сите оние кои што можат да влијаат на сето ова. Затоа што навистина е недозволиво оној кој што треба да не штити по закон, да ги користи актите за лична пресметка, за не знам ни јас од кои цели искрено, меѓутоа она што се случува на терен е навистина страшно и не сме да се дозволи да продолжи понатаму. Во овој домен околу работата на црно сакам да ве прашам дали има подобрување. Сивата економија во сметководствениот бизнис. Сметководствениот сектор генерално функционира на фактури од секогаш. Така што ние не сме некој сектор каде што има сива економија. Веројатно има
нели изолирани случаи како нели во секој жито има како беше она народната, меѓутоа сметководствената професија работи исклучиво на врз основа на издадена фактура со деловни субјекти, така што и немаме ние простор за маневар многу по ова прашање. Добро, и би требало и фактурата тука да стави некој прак на поголема законитост, за да не може да се бараат дополнителни дупки во законот. Па генерално фактурата треба за целото стопанство треба да придонесе во оваа насока, секако пак ќе речем ако го спроведеме онака како што треба да се спроведе. Неколку пати сме разговарале, неколку пати се ставаат на маса проблемите и колку тоа ги одвраќа младите да продолжат. Ги спомнавте вашите деца, вашата компанија и колку тие би сакале да го работат ова што го работите вие. Се уште е неатрактивна сметководствената дејност? Па за жал, да, се уште е неатрактивна од сите овие проблеми, затоа што ако само наметнуваме обврски без заштита, а ако наметнуваме нови правила без да можеме да си наплатиме, ако додаваме квази сметководствени обврски кои што не се со закон, а реално не можеме да постигнеме, никој нема да сака да се впушти во таа приказна. Прво, пак ќе речем, ние нема да сакаме кај не се исплати, кај е тешко. Да, одговорноста е огромна, а од друга страна нема кој да ти го чува грбот. Значи, ако ние знаеме дека има кој да ни го чува грбот, многу полесно ќе се впуштиме во нови инвестиции, во нови проекти, во тоа да бараме и да обучуваме млад кадар и така натаму. Што е она што прво се греши како млад сметководител? Па, младиот Каде се победува искуството? Младиот сметководител генерално прво кога доаѓа во фирма да работи, контира и книжи документи така што може да го сгреши контото или страната, меѓутоа тоа не е ништо што се исправа брзо. Се исправа брзо, лесно се приметува за оној нели кој што знае да гледа, знае што да види и лесно се исправа. Меѓутоа секој еден сметководител кој што почнува работи под надзор на некој поискусен, така што верувам дека нели ги надминуваме брзо оние детски болести првични. Така, Сандра, јас се надам дека ово што го кажа овие забелешки што ги има за вашето функционирање, вашата дејност ќе стигнете онаму каде што треба, ќе го добиете тој гласен заштитник кој што ви треба и се надам дека следниот пат или следната година кога ќе ве повикам овде на разговор, ќе зборуваме и за поубави, за позитивни работи што се случиле, што се промениле во вашата дејност. Ти благодарам, Миле, повторно за можноста нели да споделиме се што ни се случува. Да, и јас се надевам на истото, а ние остануваме отворени за соработка, не само со вас, туку и со сите релевантни институции за да ги надминеме сите овие проблеми. Ти благодарам уште еднаш. Фала. Почитувани, ќе направиме овде една кратка пауза, одиме со реклами, па се враќаме во студиото.